Северното подножје на планината Беласица во делот на Струмичката котлина е мошне густо населено. Некаде во средината на Подгород се наоѓа селото Колешино, на надморска височина од 270 метри. Ова подгорско село има многу убава местоположба. Инаку за настанокот на Колешино има многу легенди и преданија. Легендата која се пренесува од поколение на поколение кажува дека селото го добило своето име по овчарот Коле, кој прв пат се преселил на местото каде што е лоцирано денешното село. Тука тој изградил бачило, па подгорците кога минувале покрај бачилото на Коле, викале: "Ова е Колешино." Подоцна околу бачилото се населиле и други селани од Подгорието и така се оформила нова мала селска населба наречена Колешино. За настанокот на селото постојат и други легенди, кои со задоволство ни ги раскажа Спасое. Колешино се е викало Келешино. Келеш, од кај е настанало. И по това име довало Келеш, дојдело до Колешино. Оно се проширило, негде веќе дојдело е до 30-40-50 куќи. Од таму ка се појавили препестанти. Шо е? И од них, после них, веќе во последните времена, дојдели се до Сабатејане, дојдели се до Јехови сведоци. Ние сите си живееме многу убаво, нема веза дали е Еховис или е препесан. Колешино не е имало муслимане никој пат през постојањето на од кога се е викало Келешино, не е имало никакви муслимане, да ја кажем, и грубиштани са заеднички. Со препестане, со католици, со сите вери што се. Неаме никаква проблем у них, да кажем. А иначе, нашо село, почнало е, ке е било сега 500 куќи. Ама имаме преку 150 куќи в Австралија. Плюс Америка, плюс Скопје, да кажеме се. А имаме околу 150 веќе фамилии што си в Австралија. Што постојат. И как да ти кажам, сега убаво се живее во Колешино. Мислам дека немаме некои проблеми. Никакви. Сега сме многу модерни, сега не ни стигат и парите. Оти сакаме многу модерен живот. Оти мојот живот што сам живеал, за мене са рај. Што сам бил на такви си завани, да кажеме, на секви работи. А сега сами текна за Струмица, денеска 3 пати. Не сите. Кој што сака. Затоа убаво е живото. Јас мислам и така ако се кара, това е рај. Со новата административно-територијална поделба на населените места од 1996 година и со најновата територијална организација на локалната самоуправа во 2004 година, Колешино се наоѓа во составот на општина Новосело. Од тогаш Колешино станува една прекрасна урбана средина со многу убавини. Со помош на местното население, населбата ги добива сите потребни услови за секојдневно живење. Во близина на селото се наоѓа и индустријска зона во која се сместени низа производствени капацитети. Самото село Колешино, значи многу работи во прв момент кога ќе се спомнат асоцират на селото Колешино. Еве во моментот ќе пробам се сетам, значи ако се спомне културно
Македонски водопад асоцира на Колешино, доаенот на македонската, значи македонскиот покојниот македонски литерат Видое Подгорец од селото Колешино, кога се спомне зборот соживот, секако во нашите краишта, во нашата општина асоцира одма на селото Колешино. Плодот лубеница, кога спомнеме, асоцира на Колешино, така када многу работи, многу убави работи се поврзани за селото Колешино и сите тие убави работи кои ги собереме ја дават убавината на Колешино. Колешино е едно од најубавите села во општина Ново село, јас слободно можам да кажам и во Република Македонија, е село кое е на еден прекрасен спој, дава слика на токму едно старо македонско село, меѓутоа е на едно урбано македонско село, бидејќи ги има сите карактеристики. Една урбана среденост, опфаќајќи значи канализационен систем, кој морам да ги поздравам жителите на Колешино, со сопствени средства си го имаат направено, филтер станица за вода за пиење, прочистителна станица, го има првото соларно училиште во Македонија, значи многу работи кои ги се не секојдневни за наши услови ги има во Колешино. Колешино е село некаде ето така поофицијално, значи село кое во општина Ново село се карактеризира по тоа што има некаде околу 280 домаќинства. Село од нашата општина каде што првата индустријска зона која е направена на територијата на општина Ново село е на самата граница, она е во атерот на селото Борисово, меѓутоа е на самата граница меѓу Колешино и Борисово. Тука е првата странска инвестиција, значи на грчка фирма зеде од општината купи земјиште, бидејќи ние стопанисуваме со државното земјиште за изградба на стопански комплекс кој што ќе предвидува преработка и откуп на земјоделски производи, конкретно на ајварката, пиперката ајварка или куртовата капија, која што е присутна тука во овој дел на општина Ново село. Има и низа други работи кои го карактеризираат Колешино. Секако зборот, кога се спомне зборот Колешино, односно селото Колешино, честопати знае да биде спомнати во контекстот дека тука имаме повеќе верски заедници, тоа се се христијански верски заедници, некаде околу 9 мислам дека има на број, 7 се така поголеми. Значи најголема е православната верска заедница, адвентисти или протестанти како ние ги кажуваме, значи има и јеховни сведоци, има и некои други верски заедници. Меѓутоа карактеристично каде можеби за Балканот, па и во западните европски земји каде што има така повеќе верски заедници, знае да биде кажано дека на тоа е место значи подобно за конфликти, ги има конфликтите. Не се памети во селото Колешино дека конфликт побуден од таа значи верска разлика. Така да тука е убав пример, како што реков, кога ќе го спомнеме зборот соживот, алудираме токму на тоа, значи еден прекрасен соживот, каде тие жителите на селото Колешино кротки по своето однесување и во тој дел, значи иако се различна радниско верско верување, никог пат не било пречка, дури многу чести се и браковите меѓу не чести, нема пречка да се склопи брак од две различни верски заедници. Колешино е познато по многу природни убавини. Еден од нив е надалеку познатиот Колешински водопад. Лоциран е во долниот тек на реката Баба, во пазувите на планината Беласица, помеѓу јаворова шума и камени гребени на надморска височина од 610 метри. Со височина од 15 метри се вбројува во највисоките водопади во Македонија, со широчина на падот од околу 6 метри. Тоа е тектонски водопад, создаден во гранитни камења. Спроти Колешинскиот водопад, на оддалеченост од околу 100 метри, се наоѓаат уште неколку помали водопади распоредени во низа високи од 2 до 4 метри, кои припаѓаат на неговиот централен слив. Восхитува во секое годишно време. Лете ќе ве освежи, а зиме ќе ве зачуди со својата замрзната убавина. Можеш да уживаш во овој водопад од различни места за гледање, дали од мостот поставен директно пред водопадот или пак од некоја клупа за одмор. Таму постои и летниковец за излет ако посакаш да имаш мала ужина во природа.
Колешинските водопади досега не оставиле рамнодушен ниту еден од своите посетители. Ги има од секаде, не само од државата, туку и надвор од неа. Доаѓаат и се восхитуваат на прекрасните убавини, кои природата ги создала во многу малку места. Ова да не го видев, не знам, немам зборови, навистина прекрасно. Јас си го сликав, мада телефонот не ми е куз неколку убав, ама стварно е прекрасно. Многу убаво, многу, преубаво. Преубаво. Мен не ми се враќаше, ама другарка ми дека сака да иде до Секирник некој пријател. А јас, бога ми, тука таму би останала и да си каснеме по нешто. Многу убаво. Само штета што се гледа дека е мртво. Значи, веројатно за некои празници, само по поводи некои се гледа дека е мртво. Не овие наши убавини што ги имаме низ Македонија, што не си ги знаеме, уште што не сме се свесни кај живееме, не ни се воопшто искористени. Стварно штета. Треба реклама. Во Колешино се повеќе се развива селскиот туризам. Освен водопадот, постојат и уште многу привлечни дестинации, не само за домашните, туку и за странските туристи. Од 2005 година постои еден прекрасен ресторант, место каде што секој може да ужива во тивкиот амбиент, чистиот воздух, прекрасните јадења и изворедните вина. Место каде што се враќаат старите македонски традиционални јадења. И сега во моментот, значи, работиме со Подгорски Јан како мотел ресторант кој се наоѓа во близината на водопадите Колешински, Габровски, Смоларски, во близината на селото Габрово и Колешино. И се трудиме да возможиме, значи, да го развиеме селскиот туризам и да го повратиме тоа носталгично што го имавме во нас и што секој од нас го посакувал, а знаевме да го изгубиме. Значи, се трудиме да ги повратиме тие некои традиционални јадења, традиционална инфраструктура, пошто целиот амбиент го тераме во правецот на етно. Исто така се трудиме со инвентарот да можеме да го задржиме, значи, сегашноста, ама да го покажеме и минатото. Во склоп на кујната, значи, се вративме во старо од баба, од прабаба и така натаму, што имаме слушано, прочитано, сега со интернет имаме можности да ги повратиме некои изгубени работи од специјалитети на качамак, на пита со јаболко, тиквеник, каварма, царско, селско, тие се некои наши специјалитети што ги иновираме, што сакаме да ги понудиме. До пржена пиперка, до ајвар, пинџур и сето тоа што е во склоп на традицијата. Засега се покажа дека е многу интересно и луѓето имаат голем интерес околу тие специјалитети. Исто така се заинтересирани за туризам и за неделни прошетки, значи викенд прошетка или викенд чема. Имаме доста луѓе што доаѓаат и веćината се од централна Македонија и од главниот град Скопје, што не можеме да го игнорираме. Значи, случувањата се многу интересни, во целата приказна има и аномалии, значи една од тие е дека Подгорски Јан како мотел ресторант и како капацитет за сместување и за угостителски услуги е единка која се промовира како угостителски објект со тие можности. Поентата е, значи, на регионот да имаме уште 2, 3, 5 такви објекти, со тоа што би ни овозможило да промовираме регион, не поединка. И се надевам дека во догледно време ќе има луѓе похрабри од мене да инвестираат во таа една инфраструктура за привлечување на тој селски туризам, дали од земјата или од странство, бидејќи јас лично можам да се пофалам дека имаме доста посета од страна,
не само Бугарија и Грција што ни се блиски соседи, значи се збориме за луѓе кои си стварат некоја традиција, Белгија, Шведска, Данска и така натака. Значи ова година имавме некои 20 до 25 групи кои беа финци. Тие се малку специфични со изборот на исхрана, има доста вегетаријанци, ние сме едно подрече што можеме да одговориме на секаква потреба и секаква желба, само треба малку имагинација и желба да го оствариме сето тоа. И досега мислам дека секоја година доживуваме раст на обем на работа, ипак сме млад локал, мислам не е некоја традиција да кажам дека од татком и бабам и дедом ми, значи локалот постои 6 години и секоја година забележуваме раст на прилив на гости, па и од финансиски аспект, значи секоја година подобро, еве сега имаме во план да дооформуваме, значи да го зголеме капацитетот за тоа што во сезоната се јавува дефицит на потреба, мислам дефицит на сместувачки капацитет. Имаме тука Бања Банско, значи исто така они нудаат сместување, ама луѓето дефинитивно се одлучуваат за некоја вонурбана средина, значи ние се наоѓаме во центарот на никаде. И така да многу луѓе се наоѓаат во нивната приказна, го долувуваме амбиентот со тоа етно, мислам тишината, мирот, чистиот воздух, воздушна бања и така натаму. Жителите на Колешина од секогаш се занимавале со земјоделство, но освен тоа, голем број од нив се вработени во приватни фирми, отворени во близина на ова населено место. Веќе 20 години постои и надалеку познатиот Колит Колешино. Најпрво започнува со откуп на земјоделски производи, а потоа продолжува со дистрибуција. Па видите, Колит Колешино веќе постои на овој регион околу 20 години. Почнавме уште пред 20 години се занимававме со откуп на земјоделски производи, како и сите почетници што се тука во нашиот регион, бидејќи најмногу тоа го знаат да го работат. Но со растењето на Колит така почнаа и понудите да идат и размисливме малце за да ја променеме малку дејноста и се одлучивме да почнеме со дистрибуција. Еве веќе ние дистрибуција работиме можда последните 15 години и сме една, можда да кажем дека од 5 компании во Македонија кои се специализирани за дистрибуција. Ние сме дистрибутори на многу светски европски брендове со кои постигнуваме добри резултати и сме како национални дистрибутори. Мислам дека за сега добро котираме на ниво на Македонија и се надевам дека ќе имаме повеќе и повеќе развој. Инаку Колит се занимава уште со производство на сладкиши, колачи, баклави и толумби, каде што производството некаде околу 70 до 80% е за извоз. Најмногу извезуваме во старите југословенски републики. Имаме извоз во Швајцарија, во Франција, во Германија, во Канада. Тие се помали количини што ги извезуваме надвор од бивша Југославија, но се задоволителни и добра реклама за Македонија, за Колит, за Колешино и така натаму. Можда е интересно за вас прашањето зошто ние баш во Колешино го направивме сите тие инвестиции и сме лоцирани како фирма од поголема ранка, сме со седиште во село. Тоа во почетокот е надра затоа што сме малку локал патриоти, сакавме да помогнеме малку на нашиот крај, да вработиме малку луѓе од нашиот регион, бидејќи ние вработуваме луѓе, околу 260 луѓе имаме во Колит, од кои околу 100 имаме само вработување во производството, односно во сладкарницата. Имаме луѓе од цела општина, па и пошироко, најмногу од нашиот регион тука од Подгород. Таа ни беше главната цел и фактички Колешино стана негде познато по
по Колит или Колит стана по Колешино, тука се врзуват и водопадите. Водопадите исто се многу важни за името Колешино, што значи, кога се спомне Колешино, се споменат колешинските водопади и мислам дека дојдовме тука добар бренд на колешинските водопади, кај што имаме многу луѓе и надвор што го познават, веќе интересно е и за туристи, има доста посета како во селото, така на водопадите и на регионот, користејќи ги тие туристи кои идат во регионот да го видат колешинскиот водопад, во Сподарскиот водопад го гледат, па гледат во Водоча манастирите и сите други природни убавини што ги има во нашиот регион и во нашата општина. Инаку, Колешино е едно доста специфично село за разлика од другите села. Ако почнеме со бизнисот, например, ние во Колешино ретко е некоја фамилија што се занимава само со земјоделие. Или е вработен во Колит, или е вработен во Пот, или е вработен во Сицилија, или во некои градични фирми, или е некој надвор и малку се веќе луѓето кои се занимаваат 100% со земјоделие. Ние се трудиме колку што можеме да се концентрираме на вработување и на ширење на бизнисот, да можеме колку што можеме во нашите возможности да помогнеме на овој регион, на жителите што живеат во Колешино и околу него, да ги скратиме тие маќи проблеми што има со земјоделието и да го спречиме одливањето на младиот кадар во странство. Колку што можеме ние се трудиме со тоа, но малку можеме да помогнеме. Многу имаме проблеми со недостаток на работници. Ние во последно време најголем проблем ние да најдеме луѓе како што ни се потребни за одвивање, безпречено одвивање на нашата работа. Например, стручни луѓе немаме високо образовани луѓе кои ни требат и ги дополнуваме со Струмица или дел од бизнисот пренесуваме во Скопје, кај што можеме кадрски да се задоволиме. Инаку голем проблем е кај нас иселувањето. Иселувањето односно во нашиот крај од Мокрино до Габрово. Ние порано имавме список од 100 луѓе кои барат работа секојдневно. Имавме и биравме кој може да го примеме на работа во сладкарата, во дистрибутивната компанија и така натаму. Сега доаѓаме до ситуација како да ги задржиме луѓето кои не се на работа. Бидејќи секојдневно го имаме проблемот со иселување на луѓето, одат во Италија, одат во Швајцарија, одат во Германија и на многу други европски земји. Порано жителите од ова населено место живееле многу убаво. Имало работа како за постарите, така и за младите. Но со тек на годините, младите почнуваат масовно да се иселуваат, заминуваат во европските држави, барајќи подобри и поквалитетни услови за живење. По-убаво беше. По-сормашко беше, ама по-мирен живот беше. Са има всичко, не сме доволни. Не сме доволни. Што да кажеме? Сега убаво ли е? Млади има ли работа? Нема млади тука ништо. Аз имам само 7 души в Италија. И тука имам еден син, двојица са млади. Момичката заврши, нема работа. Економски факултет заврши, нема работа. Другото е оно средно не е оно на факултет. Тера работа, нема работа. И они ги избегат. Не ни лесно на нас. Деца. А пензионерите како Пензионерите, ние сме с дядончо. Он взима плата 10.000, аз с тия 10.000 ние двојста кармио. На него 5 и на мене 5. Речеме, арма струја плати, телефоне плати за јавуваме, снели? На нас што останава? Ништо ни останува на нас. Од тие 10.000, 5.000 на нас остануват. И од тие 5.000 двојци издржува ли се? Не се издржува. Има вери. Живеем си, мирно си живеем. Ние ели, комшилук, ама нема комшилук, колку сме? Ние сме двете тук. И тук таа живе. Тие ги се в Италија тука. Тие тука стари тука за ниг да си он. И што ги правиме? Само староста на сине тука у нашето село.
Додека младите се исселуваат, пензионерите се враќаат во своите домови. После долго време работа во странство, сега повторно во родното Колешино. Каде и да одат, според нив, нема поубаво место за живење од својот роден крај. Или како што велат, дома си е дома. Ја овде сме, у Колешино, дојден од Германија, пензионери. И ја одржаваме стуку куќата и тоа. Фамилијата ни е горе што е Германија и ние па ќе заменеме за Германија, не сме още одјавени. Колку време така патувате во Германија, па се враќате? По 2-3 месеца. Тоа. Што ве натера да дојдете овде? Тоа, ние сме тука родени. Тука имаме всичко и земна и се. И куќа си направиме. И тоа е. И убаво ли е во Колешино? Е добро, ево ги водопадето горе. Там близина се на нас, тука живееме, не? Пензионерски живот е поарно од градот. Друго не се занимаваме само со двор. Како што гледате што направи. Нешто да режеш, нешто да скопеш, нешто да посадиш, е тоа е. Главна екзистенција на колешани од секогаш било земјоделието. Порано се занимавале со производство и продажба на бостан, кикирики, ориз, а сега се насочени исклучиво кон одгледување на јужно овошје. Танчеви се меѓу првите земјоделци од овој крај кои започнале да садаат киви. Јас како млад земјоделец од ресторантот на Југославија, значи производството и продажбата на бостан, на позем пипер, на кикирики, на ориз што се садило едно време, значи финансите почнаа да се намалуваат и затоа се ориентираваме на овошје, на јужно овошје повеќе што може да успее во нашето поднебие, а тоа се кивите на прво место. Значи, ние сме меѓу првите што ги имаме садено кивите, значи пред 12 години и мислам дека има добра екзистенција од нив. И добро се оде, потоа имаме засадено од јапонските јаболки, значи 2 сорти. Имаме засадено лешници и од костените. Мислам дека ќе биде добро со нив. Сега цената им е добро оде на кивите, се движи од 40 до 50 денари на кванташки. Значи одгледувањето не е многу тешко, единствено резидбата им е потешка работа. Исто така сакаат многу вода, затоа имаме набавено. Имаме бушотина од 100 метра вода, ги наводнуваме и нема многу работа. Климата им одговара на кивата, значи само под подножјето на беласица. Во полето многу не им успева, оти зимно време паѓа магла, а кивата не сака да зимно време да има магла, од тоа измрзнува. На твојата тајна вечера, денес, Сине Божи, прими ме за учесник, зашто нема да ја откријам тајната на твоите непријатели. Во 1876 година за прв пат во Колешино е изградена црквата Свети Спас, но во 1963 година истата била уништена како последица од земјотресот и снегот. Но жителите одлучиле да ја реновираат, па со нивна помош сега црквата представува едно прекрасно духовно светилиште. Помни си за мене,
Воскреся Господе ми яко благ. Алилуја. Яко во век милост е. Црквата Свето Вознесение у село Колешино постои од 1876 година. Изградена е, малку поголема црква е била. 1963 година од земјотресот и од многу снег, таа црква е паднена и после верниците направува пана ново. Малку е постеснена, ама па од прилика истата црква е. Од тога и навам, црквата е посетувана од сите верници. Цело време има служба во неа, секоја недела скоро. Црквата е посетена од сите членови на село Колешино, без да се обратиме дека у селото Колешино има многу вери. Тука имаме ние протестанти, саботјани, јахови сведоци, млади протестанти, методисти и уште какви ли ти не. Но црквата посетува сите. Освен православната црква, интересно е тоа што во Колешино има уште 3 цркви. Тоа се адвентистичката, јаховените сведоци и евангелско-методистичката црква. Иако има различни верски заедници, жителите од ова населено место од секогаш имале мирен и заеднички соживот. Евангелско-методистичката црква постои уште од 1967 година. Истата брои околу 100 члена кои редовно доаѓаат и читаат молитви за себе и своите најблиски. Така, нашата евангелско-методистичка црква, зградата е изградена 67 година, иначе тука верници има некаде од 1885 година. Па црквата од порано беше во многу поголем број, но сега поради иселување, намалување на бројот на жителите, така се намалува и бројот на црквата, но сепак има уште доста членови во црквата и тоа ни е мило што многу се уште ја посетуват и сакат да доаѓаат. Ние обично нашите членови се во секоја недела ја посетуват, но за празниците, како што е Великден или Божик, доаѓаат и гости од страна и така тие се поглавните празници кога имаме поголем број на посетители, но ние секоја недела си имаме посета, служби, предавања и славење на Бог. Така да секоја недела имаме присутни. Иначе во нашето село имаме 4 цркви официјално и може би се познати, тоа е православната црква, адвентистичка и јаховини сведоци и нашата евангелско-методистичка црква. Па Библијата се тие читаме, сите 4 цркви и таа не учи да правиме добро и да живееме добро, да си помагаме еден на друг и затоа ние се трудиме да биде се добро и затоа соживотот во селото е на добро ниво. Има помеѓу луѓето разбирање, се почитуваат измеѓу црквите, се почитуваат и како селани, така да немаме во врска со црквите немаме никакви проблеми. Се служуваме и на заеднички некои работи, а и на секојдневниот живот.
Училиштето во Колешино за прв пат е формирано во 1951 година под името Григор Парличев, но по барање на местното население во 2006 година истото се преименува и го добива името Видое Подгорец, по името на македонскиот поет кој живеел во Колешино. Инаку, основното општинско училиште во Колешино е првото соларно училиште во Македонија. Општинското основно училиште Видое Подгорец од Колешино е централно основно училиште, каде што наставата се изведува во две смени, и тоа прва смена со ученици од 6 до 8 оделение и втора смена со ученици од 1 до 5 оделение. Во склоп на централното училиште работат и две подрачни училишта во населените места Мокриево и Мокрино, каде што наставата се изведува со ученици од 1 до 5 оделение, истата се реализира во една смена. Во училиштето се реализираат наставниот план и програми за 9-годишно основно училиште со учениците од 1 до 7 оделение и наставен план и програми за учениците од 7 до 8 оделение по наставен план и програма за 8-годишно основно образование. Инаку во училиштето имаме 3 паралелки од 1 до 5 оделение во оделенска настава и 8 паралелки во предметна настава. Во училиштето во Колешино од 1 до 5 оделение учат вкупно 34 ученика, а од 6 до 8 оделение учат 95 ученика. Инаку на ниво на училиште имаме вкупно 193 ученика заедно со централното и подрачните училишта. Училиштето Видое Подгорец од Колешино е првото соларно училиште во Република Македонија. Такво училиште стававме како резултат на реализацијата на ПЕП проектот на УСАИД, каде што преку тој проект во училиштето се постави фотоволтаичен соларен систем. Станавме прво соларно училиште и пример за кои што го следат други училишта во Република Македонија. Во училиштето се реализираат и повеќе манифестации, односно учествуваме на повеќе манифестации кои што ги организираме во училиштето и на локално ниво. Меѓу манифестациите кои што ги организираме ние секоја година е манифестацијата приемот на првачињата во детската организација, односно детската недела. Исто така организиравме ден на здрава храна за детство без мана, каде што го посветивме денот на овошјето и на зеленчукот. Учествувавме во одбележувањето на светскиот ден на акцијата кој што го организира Федерацијата на еколошката едукација, чиј представник во Република Македонија е Сдруженијето на граѓани ОХО, а таа манифестација е поддржана и од Министерството за образование и наука. Учествувавме на Новофест и на Костенијадата во Смолари, кој што ги организираше општина Ново село. Исто така учествуваме на сите ликовни, литературни конкурси на надпревари кои што се организираат на локални и регионални ниво. Видое Подгорец беше еден од најплодните македонски писатели за деца и возрастни. Роден е на 8 јуни 1934 година во Колешино, каде што завршува и основно училиште. Својот работен век го завршува како директор и главен уредник во Наша книга. Починал во 1997 година во Скопје. Токму поради тоа, по неговата богата и плодна автобиографија, училиштето во неговото родно Колешино го носи неговото име. Ова беше прекрасната приказна за Колешино, убавините во него, прекрасните пејсажи, добрината на жителите. Овој ден ни го направија посебен, со желба повторно да се вратиме и да уживаме во прекрасната гледка.